Проектите во Три чешми, една од најстарите населби во Штип, нема да запрат со пуштањето на 5 асфалтирани улици. До сега општината во населбата има инвестирано на 300.000 евра, а за асфалтирање на новите улици од буџетот се потрошени 20.000 евра. То Три чешми е во центарот на нашето внимание како локална самоуправа и како локална власт. Сакам да кажам дека тука изработуваме 3 детални урбанистички планови, 2 за индустријски зони и еден кој ќе биде за нови плацеви за градење на куќи. Така да мислам дека како тоа ќе го направиме, населбата ќе се шири, ќе одиме во правецот на аеродромот Сушево и во правецот на Криви дол. Бидејќи во Три чешми, во околината на Три чешми ќе се градат 3 големи патишта, тука ќе биде крстосницата која ќе се двои за магистралниот пат, односно автопатот према Кочани, за автопатот према Скопје и за Радовиш. Ќе имаме една обврска со Македонија пат да го решиме конечно и влезот на оваа населба. Јавното предпријатие ИСР заедно со жителите на Три чешми спроведоа работна акција за расчистување на теренот и хортикултурно уредување на населбата. Овде се нашите екипи од паркови и зеленило, од јавна чистота, комунална хигиена, целокупната наша механизација и заедно со граѓаните правиме на акција за средување комплетно на целата населба. Ние досега редовно одржуваме, меѓутоа денес дадовме поголем акцент на средување на парковите, на средување на улиците, комплетно ги изметовме сите улици, ги скосивме тревните површини уште еднаш и заедно со граѓаните ќе посадиме некаде 30 на дрвца овде во покрај самиот пат и со сето тоа ќе дадеме еден белег на веќе завршените проекти на градоначалникот. Освен во Штип, градежна експанзија и асфалтирање на улици се случува насекаде во земјава. Ќе го паметиме овој период кога се градило и што се прави. Меѓутоа морам да забележам една работа, а тоа што ни се случува во Скопје во моментов е отпорот на дел од некои граѓани инструирани од Социјалдемократски сојуз за стопирање на градбата на двата факултета, факултетот за физичка култура и факултетот за информатика. Знаете дека владата на Република Македонија сериозно вложува во образованието и тука ни е еден од излезот на македонските граѓани. Меѓутоа јас се верувам дека тие граѓани ќе сватат дека тоа не треба да го прават и ќе направат простор да се почне од градбата на тие факултети. Во оваа населба недостигаат уште спортска сала и детска градинка. Изградбата на овие објекти се од големо значење за жителите и тие се следни проекти кои треба да се реализираат. Во селбо ќе попрашам во иднина, ако може да се направи уште една детска градина, ако ваа влада няма направи, знаете дека само те се направи. Тоа да се направи една градска градинка, другото не фали ништо. Општина Штип наскоро ќе го асфалтира и пристапниот пат до гробиштата во населбата Три чешми.